Здраво, извинете. Како да ви помогнеме? Здраво, абе, јас сум ваш клиент. Королата надвор е моја, таму ми викаат дека време е да ја сменам, ама па Корола е, човеш, како нова е, ништо не ѝ фали, што да ја менувам кога е совршена состојба. А да ја подновите вие Королата, да ја подновам, па да. Нашата понуда за аксесоари ќе ја направи вашата Корола уште поубава, поудобна, па и позаштитена. Аксесоари, а? Аксесоари, да. Може да се подновите со украсни лајсни, гумирана заштита за багажен простор, држач за велосипед, туле можете да земете, фрижидерче може да земете, дефлектори може да... Многу други аксесоари. Браво. Ей, Лидија, кај си? Жале, шо правиш, бе? Па и сестра ти е завета. Здраво, Жале. А видиш, чуј, ја не знаев дека имаш уште една сестра. Стварно? Мислиш сите знаат. Не, бе, ја, например, не знаеш. Па мислев само Тања да пее, човече. Не! Добре дојдовте нова епизода, 1 сезона 14. Јас и бендот сме подготвени, а денес имаме супер емисија. Дали имаме супер емисија? Одговори ми со бас. Да, денеска имаме дупли гости. Значи, најпрво имаме Лидија Кочовска, а после тоа тука си Ружица Ивица од Ареа, така што ќе има ред муабет, ред музика. Чајчињата ни се спремни, се што ни треба е да одвоиме само кратко време за нашите партнери. За денес ви препорачуваме Detox Mix од Good Nature. Билките во миксот действуваат поволно за детоксикација на организмот, а се препорачува чајот да се пие 3 пати на ден, секогаш е добро малку детоксикација. Ако барате брашно кое ќе ви помогне да постигнете совршени резултати секој пат, тоа е ова направено од најфини зрна и мелено до фина конзистентна текстура. Моето брашно од Кадино е она што го барате, идеално за најдобри пити, колачи и многу повеќе. А нашите пријатели од М-Кеш не запираат со новостите и поволностите. Секој прв земен кредит од М-Кеш од 4 до 12.000 денари и враќање до 14 дена е со 0% камата, значи без никакви трошоци. Аплицирај во нивните продавници за пари низ цела Македонија, онлайн на mkеш.mk или на 02 51 15 000. Браво за М-Кеш. Ние продолжуваме за многу кратко, а најдобрите со најбрза достава, најљубезни доставувачи имаат многу промоции со бесплатни достави во било кој период од денот, дали за доручек, ручек или вечера. А ние сега сме подготвени да ја најавиме првата гостинка, тоа е Лидија Кочовска! Минатиот пат во емисија рече дека си отворила 500 свадби. Со ти си тој, од прилика. До тогаш беа 500. Сега си 1500, ама више не си бројам. 1500? Не знам, многу се. Добро, не броиш веќе, едноставно. Може се 3000, може се 5000, многу се. Искрено, не доаѓа онака преку глава, пример? Не. Не? Не. Љубовта е таа што, знаеш, кога ќе ги видиш колку се насмејани едно друго, тоа е тоа. Сочувствуваш со нив, кога сочувствуваш со нивниот момент, со таа еуфорија. Нема нешто поубаво. Само од торта неам излезано. Зашто? Па секогаш сум изненадување. 90%. Чекај, значи фактички не знае кој обично најчесто кој е тој што го прави изненадувањето? Дали е младоженецот, дали кумот, дали завис. Може да е секако може. Мајка, татко на младоженецот за невестата и за младоженецот. Може да е од другава страна родителите на невестата. Може да е од кумот, може да е од старосватицата, може да е од другарките на невестата, од другарите на младоженецот. Секакви комбинации. Чекај сега да речеме треба да се скриеш, така? Да. Значи они да не знаат. Не. И како е можно сега, не се сите, не знам какви сали кај што може да се криеш низ гардероби, не знам, што викаш ти? Преку кујна, преку под шанк, не знам веш. Позади обезбедување. Ама баш буквално сват. Искача. А вака ситна сум, па не се приметува дека сум скриена. Само ама јас сум скриена. Само торта не. Буквално сватиме само од торта не. Преко.
Одлично. Ама се за да испадне како што треба. Се за љубов. Се за љубов. А секогаш ли реагира невестата како што треба или Леле. знае да се случи некогаш? Има Алудирам на нешто. да, има една ситуација, кратка ќе пробам да бидам, Ајде. пошто така беше многу интересна. Значи, сите тие, цела таа плејада на свадби, од младоженецот изненадување за невестата. Добро. Значи, ти си тој, па 100 места празни, па другиве песни, хитови. Викаш добро. И прво лиде, како стоиш со датум, дали е окей, да, ја и он комуницираме, нели? Ама вика, планирам да биде изненадување од мене за жена ми. Идна. Така. Уствари не беше идна, они веќе во матично се регистрирале, да. За свадбата. Сега свадбата, да. Венчавка у црква и свадбата. И вика, ајде да се најдеме со бендот, вика, за да изорганизираме тоа како ќе биде, ама да биде добро. Викам, дали имате доверба во мене? Ај, верувајте ми. Да. Пошто точно правила. знам како треба, Да. ако во нешто имам искуство, свадбарка тој жива пеење на сум. ово. Да. И викам, ќе се издоговориме, викам, нема никаков проблем, само верувајте ми, викам, и слушајте ме што ќе ви кажам. Океј. Ама она така малце пољубоморна. Добро. И зашто виде пораки виде или што? Не, она се јавува цело време, он не дига телефон. Добро. Јас, он и бендот. Така. Пак она се јавува, повторно не дига телефон. И она ми ше почнува тука со мене, ме разбира. види овој на свадба. Притиска, да, пред свадба, пази, вика, не ми дига телефон, кој знае како се чувствувала. Ама добро, па ја така би направила, веројатно ја така би И што изреагирала. почнува да кае? И почнува да шњура и он ја гледа негде оддалеку. Која непријатна ситуација. Значи трчаш, се криеш до моментот до излегување на свадба. Значи тоа е еден таков непријатен момент. Се чувствуваш крив, се чувствуваш непријатно, се криеш, бега метак позади, сваќаш, да не ме види. Зашто не ме дигаш тука сцена, готово пред развод, сваќаш. И кога она мене на почетокот првите две строфи ги пеам, она мене не ме регистрира, она Не е мисли... како други невести. Не, женски член од бендот пее, сваќаш, не Лидија, она поима нема дека сум ја. Изнервирана вака така. Да, не, возбудена дека ти си тој одјам, она не знае дека сум ја. Не сваќа бе. дека сум ја, да. Пошто ја од таму излегувам од позади. Добро. И она како сваќи ти текне оној момент као кога се разлеа шминка, се одлепија трепавици, предколапсна состојба. Да. И он вика, дали гледаш се, вика, зошто беше? Зошто не ти дигав јас тебе телефон? И тука се разјасни се, мислам. Ти тргна на во Страшна работа. една ситуација, да, тоа е момент што сум го запамтила, онака имало милиони. Точно. Чекај се, Ситуации. многу свадби, ама многу интересна работа. Во Хрватска, на пример, имаат и разводи. Односно, како што ние си славиме свадба, па сега во Хрватска добро, ама верувам и на други места слават разводи. Така? Ти има живеено во Хрватска? Јас во Хрватска живеев, да, 5-6 години од прилика. И кога првиот пат мене ме вика екипа за да си дојдам нели на настап. И Лидија, имаме настап во тој и тој мол, Да. горе на тој и тој спрат во тој и тој локал. Океј, добро. И одам јас нормално и ги гледам зечици со исти мајци, нели Сикаш девојачко? Да, згодни девојчиња, лепотици, кукли. И ја викам, хајде, нека се среќам, знаеш. И она ме гледа, вика, хвала, ал не би и на твоју главу. Си викаш, чекај сега, зашто вака ми избори? Викам, зошто? Не биде лоша? Али не знам дали ви знаете да се ја разводим. И сега тој момент ми више мене, зашто не ми кажале? Да, Зашто да, не да. ме информира? И сега и насмејана и расплакана. Да. Знаеш, не знаеш како треба да реагираш во моментот. Така е. Многу непријатна ситуација. Така е. После кога влегов во штос, више чудно ми беше свадби да пеам. Чекај се, сваќаш дека таму има разводи, така, значи, окей, тоа си е Да, нормално, да, и те, најнормално. и те викаат, така си пееш. Девојачко вече, момачко вече се прави Тоа е тоа. за разводи, да, И имаш пеено, најнормално. рецимо, на повеќе од 10 разводи, пример? О, па сега бројка точно не можам Ама да има. кажам, има сигурно 30 сигурно имам од пеано. Ето ти. Дали е момачко вече, дали па после си доаѓаат они сите заедно другариве на младоженецот, другарките на невестата, си тоа така нормално, фино, западњачки систем на Абе, живење. да, така. Нели? Не знаеме ни. Не. Се живели од плата, кажи ми, како
професионален уметник кај нас. Значи ти си, тоа сме го спомнале и во претходните твои гостувања, си работиш во хорот на опера и балет, си пееш. Македонска опера и Така, балет, така. и окей. Национална опера Ти си и балет. национална НОП. опера и балет. Да. Ти си професионалец. Така. И сега од таа професионална плата може да се издржи едно семејство, пример, знаеш? Семејство не. Не, а? Не. Значи реално правиме. Муабет не. Животот е толку поскапен, се јас не измислив топла вода, сите го знаеме тоа дека е така. И со екстра заработувачка од страна не можеш да живееш пристојно. Значи не зборам за луксус, правам муабет за нормално живење. Значи да си дозволиш да речеме викенд, су еднаш у 2 месеци, нека не биде секој викенд, нели нормално, ама да живееш нормално, да живееш пристојно, да си приуштиш нормален одмор, па и нека кошта. На крајот на криштата, зашто работиш цела година ако немаш нормален одмор од некои 2 недели нека е Точно, точно. Така да од плата Таква е малку ситуацијата, тешко, значи. иако грев ке ме фати, ја кажам Добро, дека да. сега имаме пристојни плати, меѓутоа фамилија јас живеам, да. Убаво живеам. Нема, пак ќе кажам, грев е да се пожалам, ама фамилија е тешко, особено деца. Кога се во прашање, 1, 2, 3 нели повеќе члена фамилија тоа. Така, така, добро. Таква Тоа е е тешко. ситуацијата. Ајде се надеваме на подобри времиња. Ај, Боже. Ти се случило болна да си да треба да настапиш? О, па како не. Па сега А многу болна? Па сега пред колку 10 дена ја лежев пета корона. Пак фати? Пак фатив. А, Пак фатив. Мислам, не се тестирав, не сакаше матичната, инсистираше да. Баш така. Значи, юбилеј си со домакињу на Перту сме си ние. На Перту сме Кај си бе ние. корона, бе? Кај си бе Одавно коронче, не си дошла? Одавно не си била, да. Така да, предпоставувам дека беше корона, ковид, пошто крвната слика, со таква крвна слика, биле ситуации, случаи добро, на фала со Богу, корона. вие сите пати претходни, окей. Немаше некој... Па првиот пат беше малку Зезнато, да? комплицирано, зезнато, да. Баја ги зезнато беше, ама добро. Повеќе беше психичкиот момент, кога те притиска, кога треба дома да останеш 21 ден, како 28 издржавме? дена од испе, не знам. Со оние... Не знам, побудалев. Лалец. Побудалев и многу се возбудив, кога требаше да одам да променам гуми. Добро. Значи, тоа беше после короната. И се јавуваат Летни, и зимски, капелиде, и од кај што ми ги чуваат гумито стопенгови, капелиде, мора вика да селектираме, да не бидете сите наеднаш, Така. вика еден по еден. Викам, добро, кое време, тој ден, у толку и толку саат, да видиш тука ги променим, добро. Па жаре, ја у живот не сум се дотерала за никаде така. Едва чекаш да излезеш онака? Преако. Абе се нашминкав, Да, се да. дотера, вечерната хаљина ја облеков, кидам да менјам гуми, тоа беше доживљај, човек. Каде у град? Не, гуми менја. А едно време убаво надвор, Браво. ја тргнав пешки да менјам гуми. На што? Не знам, На патиките? не знам. Значи, кај Борис Трајковски Отида мене да ми шеташ. текна. Си кажа, чекај, дека ја јас гуми сум треба да менјам. пешки. И тука Радости. почнам да вриштам од смење, дечко еден со точак успротивна насока и ми вика, девојко, добра ли сте? Викам, не, добра. Он не знае, плачам, се смејам, шо правам? Така. Видиш, па добро Крај застанал на джентлмен, Тања браво. и викам, дај појави се на тераса, пошто сме една по друга сме. И викам, ај појави се на тераса, викам, Тања, ја трнав гуми да менјам. Викам, добро. Ама без кола трнав. Па сега ти види. Како да ти... Ама толку бе возбудена. Толку бе возбудена дека ќе верувам. искочам од дома. Па тоа е страшно. Премногу возбудена. Сакам. Ајде да чуеме малку со песна. И инаку да го поздравиме, само Боби е тука, Боби Јоргушевски е со Мојот тебе. Боби Јоргуш. Да, ете го таму, веќе е подготвен и Више. ќе ве чуеме за прв пат. Сега, после Штета уште што и еднаш. Маја не ни е тука, значи сите тројца, меѓутоа Маја од оправдани причини не ни е присутна. Така, значи Ете така. си имате редовни настапи, ја поздравуваме Маја Ете така. Гроздановска. Маја Гроздановска Панчева. Така, и можеме да ја, мислам, И повелето таму кај што сме.
да пратете каде. Пратите, па да, Мислам, Трибека не е тоа сме тешко да се претежно. Ето Трибека, така е. Сега периодов саботите, претходно бевме четвртоци, така да... Има каде. Не има. И така. Не има. Така. Ајде да видиме, значи Боби и Лидија. Znaju me svi, prodajem dušu zbog tebe, zbog nježnosti, zbog ljubavi, zbog nas. Prošlo je sve, za tebe ja sam sad stranac u noći. Želim te i zovem te. Pjevat ću dok suze mene zabole, ljubit ću dok usne mine izgore, voljet ću dok oči se ne zatvore. Zauvijek ćeš biti tu. Pjevat ću dok suze mene zabole, ljubit ću dok usne mine izgore, voljet ću dok oči se ne zatvore. Zauvijek ćeš biti tu. Zvonat, zvonat za mene. Zvonat, zvonat bez tebe. Zvonat, zvonat zlato moje. Drug je tvoj kraj mene. Da se javeše, barem nadeš da mi prateše. Dolgo, dolgo jas bi plačela i još te bi čekala. Ova srce najdalek, jaz ke te ljubam jedan vek. Sekoj den, sekoj čas, da te gledam, da te milujem jaz. Vlegov bez nikakov grev vo tvoj od svet. Premnogu te sakam, za tebe ja sebi dala. Me čuvaš ko da si angel moj, angel moj. Da najdu v tebe ljubav moja, ma sigurna sam veke ti. – 1909 година, петок 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ под бледата светлина на светилката. За прв пат во историјата на градот е видена ова е чај. Ова е чај. Браво. А што правиме муавет? Што зборевме? Ти си, знаеш, една од најдобрите фестивалски пејачи што сме ги имале. И мене ми е интересно да те прашам според тебе. Пример, кои се некои
најголеми хит за тебе збориме. Најголеми хитови фестивалски некој така. Знаеш, ти си настапувала Макфест и едно друго, тоа се легендарни Сито тоа фестивали, време. човече. Сито тоа време. Навистина не можам да направам селекција. Кој први ќе ти дојдат? Емисија, која година ја направивме емисија? Правевме емисија за Макфест, така е. Така е. Значи не можеш да изоставиш ни еден хит. Ни еден Многу, хит. многу. Тоа беа хитови. Значи немаше еден-два хита искочиле од тој фестивал, тоа беа сите, буквално сите хитови. А различно ли Скопски е? фестивал, Макфест, па и Охридски трубадури беше фестивал кој што вадеше добри хитови. Скопски, да, тоа беше поранешниот за Евросонг. Така, Од тоа да. нели излезе. И тоа беше. Имаше нели тежина која настапуваш, знаеш, тоа не е туку така Абе, да се како? појавиш, ти се треса ноза да пееш. Како не бре, човече, со Ревиски оркестар, тоа е фестивали, мислам. Добре, јас тука имам доживеано и Евровизија. Југовизија. Југовизија. За Јас бев Југославија. представник на ТВ Скопје, да. Која песна пееше? Тајна. Со Тајна. моите Тајна. Да. Тања како беше? Како беше тоа Тања? Двете Тањи како беше цела? Не, Тањите Кочовски, помалата и поголемата. Тањите Кочовски. Или бе, сестре Тетовче не вика на времето. Пише сме Тетовки по татко. Да. И сестре Тетовче или Лиди Тањите Кочовски, Кочовски. помалата или поголемата. Која беше? Преако. Па добро се, Тања како повозрасна да било, иначе Лидиите ќе било. Лиди е така. Така. Еве да ги спомнеме родителите твои, да речеме, знаеш, многу интересно кога ќе поминат години, некако разбираш некои работи кои што може као дете ти кажувале, па не си ги сваќал. Па после како што созреваш почнеш. Кои се некои така да речам совети што ти останале од родителите што добиваат на тежина како што тече времето? Кирко, ако те повредува во животот, ова што го слушаш за себе, немој да се бавиш со оваа професија. Значи, за мене имаше многу афери, како што и веројатно за сите нас тоа време, па и сега. Прво јас слушнав на времето дека сум била 3 години во врска со Драган Бјелогрлич. Иха. Значи, ја човекот не го познавам воопшто. Па на 14 години, девојче, пази, Петко ја пеев на своја 13 годишна возраст, мислам, дете. Лидија е бремена во 6 месец. Да, тоа беа моменти, тоа беше многу страшно за Како мене. не за млада Јас бев девојка? навистина дете. Да. Не сакаа моите да отвараат фронт воопшто со било кој од новинарите, меѓутоа им беше многу тешко. Ама татко ми тогаш ми го даде овој совет. И ми каже: моите и двајцата, ако планираш да се бавиш со оваа професија, мора да отрпнеш. Ако те погодува, повлечи се. Да. Па добро, така и е, мислам, И природно е отрпнуваш. тоа. Со тек на годините отрпнуваш. Сега некои работи кои што се кажале биле вистина, а у принцип никогаш не сум сакала да го сервирам мојот приватен живот. Не сум сакала. Имало периоди, да, кога сум била во долга врска, да речеме, па нормално е, те и сликале, и имало и фотографии, Слава Богу, имало човек си. Така, сум кажала како дел од мојот живот, дека биле одредени личности. Да, меѓутоа, во принцип ја многу не сакам да се зборува. Не патам од тоа. Не. Да, не ти е потребно. Не, Едноставно, и тоа е тоа. не. Сакам едноставно, мене ми е битно она што си го носам во себе. А не сакам на тој начин да се експонира. Ја ти посакам како што си сакаш, така и да ти биде. Ти благодарам. Цел да живот, си како го што си жив и сакаш, здрав. така да ти биде. За крај, од Good Nature имаме чајчиња, имаме од Зегин да сме здрави, живи. Си тука ги да имам. држат. И имаме Си исто имам и Good од Nature. докторот, Си од ги имам. докторанчески експертите за разубавување, ни доаѓа најквалитетна услуга, не знам, тоа филери, ботокси, оние кои не сакаат боцкање, имате најмодерни техники, PRX, Jet Pill, дозволете си нешто убаво за себе, разубавете се кај експерти во ординација докторанчевски, ова е за тебе, оди тука. Многу ти И благодарам. рековме, ветено сторено, уште еднаш када ве чуеме со Боби. Ајде, може. И да ја заокружиме оваа дружба. Многу ти фала што за. Душа моја, секогаш ми е убаво. Да, а вие останете тука, следуваат Ареа. Немирно се прашувам
od bura koji ke me brani. Prosti mi, si zaminav, a ne mislev taka jaz. Sono tvoj i sono tvoj se čine taka strani. Zgrešiv to kaž, daj mi spas. Veruvaj, ti mi beše sve, sonuva samo kraj tebe. Najmilo moje, dojdi dobri me. Veruvaj, ti mi beše sve, sonuva samo kraj tebe. Najmilo moje, dojdi dobri me. Ko slatko me ljubiš su usni, ko ohridski treši. Kako časovnik srcevo bije, volednata noć. I da li nekoj te pratio prikazni, sad da me tešiš? I otpući vrata i provali po mojoj zoni. Dovoljno lud, sada ideš sa mene. I dovoljno moje, sada ostavam se. A znaj li Bog, te kad spijam za tebe. I te kad si ti moj omiljen grad. Hej, oko moje, dušo moja, kaj li mi odleta? A prolet meka, kako ću ja pak ke mi doleta? Kaj li ke te krije? Grom da te ubije, noć da slatko spije. Koji da me uspije. Što saka neka bide, daj mi da zaspijam. Foglova doba docen čas, jasna sam da ti slušam glas i na som barem da te gušnam. Što saka neka bide, daj mi da zaspijam. Foglova doba docen čas, jasna sam da ti slušam glas. Hej, što te nema, što te nema. Grom da te
за нашите втори гости, пријатели на еден БХ, уште од прва сезона, тука се од Ареа Ивица и Ружица Брчиовски. Колку години, и уште не ти си иде по емисија. Уште не ми се иде по емисија, стварно. Ман, што толку? Зошто трема ја фака толку за емисија? Не е трема. Туку што е? Не е трема, него карактер. Сега шо ќе Знаеш, губам време? од самиот почеток ова работа ми беше немила. Да. Нели? Погоди. Не е така, значи не сум тип за емисии. Едноставно, јас сум тип за настапи и готово. Ето така. И таму си најкомфортно, Да. Нема да ти направиме ништо некомфортно, не се секира. Не сме зборувале, знаеш, за вашите почетоци не се зборувале. Знаеш, мене ми беше интересно, навраќајќи се на биографија, гледајќи ја, ти си имала 24, си бил уште студент, кога почнува кариера. Да. Значи, дете, Буквално, да. тоа не било тешко? Знаеш, мислам, многу е тоа за некако, плюс популярноста ви доаѓа брзо, не било нешто да ја чекате вамо тоа. Знаеш, како се снаоѓаше тоа, како млада девојка, мајка, почнуваат да те знаат сите? Тешко во смисла како функционирав, како Напорно, некој многу, напорно. знаеш, како Да, па треба да се да. клонираш, човече. Не, па на млади години ништо не е напорно. Све е така лако кажеш. кад си млад. Добро, држи. Добри, тоа не беше љубов. Значи голема музиката. Не беше музиката пред се, така да другото кога не се беше сака, се толку се важно, може, да. Па добро, Тоа е. добро, држи тоа. Да. И сега после толку време, пратечки вокал е керката. Да. Така? А оно по професија што е? Таа е магистар по архитектура. Значи, магистар архитектура, ти си во ЕСМ, Јас сум електроинженер. ете така, Јас сум Ти во си студија. ти си во студио, ама Значи работев 10 години, бев Имаш. работен, да. имаш нормална работа, Да, што да. би си рекла, Сум и работен. тоа во суд. Да, кривично деление, референт. Прејако. Значи, Како праќате на настапи? Знаеш, има ли некоја интересна динамика фамилиарна? Знаеш, пак мајка, татко, дете, знаеш, така. Како е? Мислам, како член на бендот е или Да, како член на бендот. Буквално е еднаква со сите други како член на бендот. Тоа е тоа, мора на време да си дојде да си се Да. Со тоа што пред да одиме на настап, дома е вака, затоа што сите Секој се тројца спрема. се спремаме. значи не е некоја предност. Ајде брзо, ајде, касниме. Да, излегува и од женски кои се купатило, сега спремаат. јас сум наред. Знаеш Нели? како е? Можам да замислам да, како е. Ја со една не стигаш на крај, не па. Не е баш предност. Добро. А кој е вака, кој е лидерот во смисла на одговорноста, на кој сака да е најпедантно, да е се на време, да е Ивица. така? Мора си бараш перфекционизам, знаеш, онака. Па не, во основа сакам се да биде окей, знаеш. Јас се секирам за сите работи во бендот, ја го организирам горе-доле настапите се. Пример кога се договарат, со да. тебе се договара. Не, сега имаме преку букер, значи Така. работи букинг Добро, и си агенција, ама кажува, од кога тогаш ќе и се тогаш. договориш, значи техничкиот дел, бендот, се е мој одговорност, превозот и обично би сакам да биде се во ред, да биде добро. Претерува или Нормално не? е. Претерува кога се доцни некаде, секогаш скривицата ми е фрла мене. Мора некој да се Мора прекрива. некој. Но коменти. Така, да. А добро, како Ивица ти текна, знаеш, да транзитираш од ова што ја викаме на шега, нормалната работа, знаеш, скроз да го оставиш сето тоа, скроз да батиш, ете, 10 години, пак и не се малку. Па биде, секогаш сум сакал да се занимавам со музика. Значи уште пред Ареа, јас имав бенд кој пред Ареа свиреше и оно цела средна школа, значи Добро. сме свиреле, утро се викаше. Со Кавер сема бенд други беше, членови? значи да, не. Басистот Чеде беше. Чеде беше басист, во браво. бендот беше и вториот бубњар на Ареа што Тапанар беше тогаш и значи почнаме прва година средно и свиреме долго време заедно. Полу Ареа. песни, да. Да, полуверен. Само без ружица. Да. Така беше. И во основа тоа ми беше животен сон, да се бавам со музика, да компонирам. Да е само тоа. Да. А тоа беше, значи, мораше нешто да живиш. И така, во тој момент беше тоа, значи, таа работа. И кај ја прекрши работа? Знаеш, што беше некој пресуден момент? Готово. Пресудно беше, значи, кога сниме вториот албум, Аха. направи голем успех. Врати на Врати елиминација. Да, така беше. Тоа е Имаше бум, голем кажеш, успех. 2000-та кога беше? Да. Имаме многу настапи, многу обврски и седнаме со Ружица, а и Ружица беше вработена тогаш, значи сега е.
И требаше, не можеме постигнеме. Да, не се И стига. сега некој се договориме, мојата плата беше помала. И се Логично беше. Да, тоа му беше изговор за да излезе, за да Така може е, да си така е. работи само она што го сака. Така. Така, да. Ти имаш погорав, не бе, ја ќе да. Не. Јас ќе Буквално излезам. така беше. Добро одигра. Од 2000-та, значи како што трга таа популарност, стварно беше мега. Значи тоа беше невидено за кај нас и тогаш сепак и друго време беше некако и многу имаше наплив на македонска музика, многу се правеше секаков вид, значи жанровски, ама некако ви успеавте да пробиете. Како изгледаше таа популарност? Може да се сетите онака во тоа време? Претпоставувам ти беше по бидејќи као фронтмен, условно речено фронтвумен, како ќе му дојде. Да. Како изгледаше тоа, знаеш, на улица, деца, чуда, тинеџери? Буквално се чувствував као вистинска звезда, Така? значи баш како оние звезди за кои што сум читала, светски звезди. Буквално така се однесува Кај луѓето да на одиш? улица, кај да одиш, да, и дури во Гостиварете, што е мој роден град, кај што луѓето секој ден ме гледаат, едноставно почнуваат со други очи да ме гледаат, трчаат деца. Тогаш значи немаше мобилни телефони, немаше селфиња, него бара автограм, лифчиња ми дава, ај потпиши се и така. Други време. Да, друго беше, имаше Чиста работа, вака, што слика, таа потписи, тоа е тоа. Да, Многу да. комотно. Најновиот албум се вика Љубов е. Така, од тој албум има една песна која баш ти реков дека е баш ареа песна. Онака и таа и ќе ја чуеме сега, се вика Јаве или сон. Да. Така, ние сме подготвени, режија може, значи ареа, прв музички настап, после ќе ги чуеме уште еднаш, Јаве или сон од најновиот албум Љубов е. За мене твојот лик е како медитација во која јас потонувам пред да заспијам и твоите очи оставам да ме гледат, на нив моите бакнежи ги оставам. Не можам да разберам дали си јаве или сон. О не можам да разберам дали си јаве или сон. Врз мене ти извршуваш длабока импресија, на своето патување со себе те понесувам. Ти зборувам, а ти не одговараш, а мора да си поетот што стихови ми дарува. Дали си јаве или сон? Дали си јаве или сон? Дали си јаве или сон? Твојот лик јас полека се претопувам, станувам едно со тебе, ти си ми инспирација. Ги рушиш сите цидови на мојата резигнација, на моето патување со љубов ти ме лекуваш. Дали си јаве или сон? Дали си јаве или сон? Дали си јаве или сон? Дали си јаве или сон?
јаве и сон. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. После 8 години се сеќаваш ли како незгодно беше кога ќе завиш пари ти прифали тоа во нова страни 253, а тогаш Ембр за најдобри М-кеш. Кај си брат ми? До 31 мај имаш време и знај, секој кредит е во игра, само аплицирај, многу награди во кеш, секој ќе се радува, па лесно е ко песна, М-кеш го подарува. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Пролетна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на третмани за ремоделирање лице, врат и раце со скулптра, радиес и хармоника. Идеален начин да се поттикне создавање на нов колаген и еластин, кои на волшебен начин ќе ги избришат знаците на старење и ќе го вратат сјајот и еластичноста на кожата. Крајниот резултат е долготраен, со природен изглед, на компактност и свежина. Јавете си, закажете термин 02 321 6608. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Се вратиме пак на тој период после врати на имагинација, тогаш бевте во Авалон, тоаш пола естрада што се вика беше таму, и Тоше, и Каролина, и Нокаут, Ерзана беше тогаш, Врчак беше тогаш. Игор Джамбазов беше тогаш. Игор Джамбазов беше така со Харе настапи која праве. Имавте една турнеја заедно кај што бевте поголемиот дел од овие, ако не сите. Две, да. Сегден из Македонија се Секаде беше, дури на пола се поклопија.
Така да имаме настапи скоро цела недела, значи 4-5 дена од неделата бевме во некој град, Турбо беше, да. А како се настап, мислам како се патуваше? Заедно сите или оделно? Имаше и заедно, значи опција кој како сака. Постоеше автобус организирано, можеш и сам да одиш, значи беше се спиеше по хотели. Да. Она баш турнеја беше. Интересна работа. Не било на овие простори, да. Да, а и отпосле мислам така. Да. Никој не направи такво нешто. Тоа беше турнеја, значи не знам дали смеам да ги спомнам. Како да е словно? Значи, Телеком тогаш, значи. Моби мак ли беше, кој знае како? Да, така како се викаше. Да. И пивара. Така. Засебни турнеи, значи не беа. Аха, едната оваа, а на пола се поклопија. Така да имаше многу места. Патувавте со автобус или не вие? Со автобус. Значи бевте дел од екипа. Да, со Македонски Телеком, значи кога ги спонзорираше тие настапи, патувавме со автобус. И кој беше бевте, многу во интересно. автобусов? Па сите што ги наброја, значи Така, сите во Каролина, Авало Зана. што беа, плюс имаше и балетска група Ребис. Иха. И други исто имаше некои глумци. Значи како дружби, беше. дружби. Многу беше убава, сите имаме убави спомени од тој период. Слатно време беше. Слатно време. Да. Не почувствувавте никогаш од тогаш дека заживува, знаеш, конкретно е сега Мартина кога седам тука со фанк шуи за пример, окей. Некако чувствувам дека последниве, не знам, 5 да речам години или 6, како да има нов наплив на некоја македонска музика. Не знам дали ќе се сложите. Не знам ни колку следите има. пример нови се Да, трудите Ја да следам. Значи следам се. Проблем е што се смени времето, значи не само кај нас, Добро. во светот. Значи сега е повеќе инстант музика, YouTube, слично е прегледи. Да. Порано немаше ни спотови веќе човече. Вие Да, од тогаш почнувате слушај, фактички. да ти кажам нешто и немаше спотови. Имаше спотови. Добра, ама поинакви. Година, меѓутоа имаше и многу емитување на македонска музика на телевизиите. Имаше Значи, цела телевизија, сега- Макс под само тоа даваше. Па не само тоа, него и сите телевизии. Така е. Телевизија секојдневно Ајден си, емитува така. спотови. Например, сите мои слики секојдневно одеше на Ајден, секој ден. Да. Јај нека не стане хит. Тој е главен проблем што не се емитува македонската музика повеќе на телевизии. Да, оставено е секој Тогаш на имаше себе да си блокови по наоѓа. пола, сад неколку пати во денот беше. Држи, така е. Кога сме кај музика? Ние, не знам ни дали подготвивме, сега ќе видиме што сме подготвиле. Ќе направиме еден музички квиз. Режија, мерете вие сега по 60 секунди за Ружица и 60 секунди за Ивица, еден по еден. Играта е следна. Бендот ќе засвири песна, ваша задача е, еден по еден, што побрзо да ја погодите песната. Што побрзо. Значи, и што повеќе песни во 60 секунди погодите, оно што ќе има повеќе погодени, тој победува. Ќе почнеме од Ружица или од Ивица? Како сакате? Ај од Ружица. Опа! Ај од Ружица. Значи, 60 секунди почнуваме, значи, за 5, 4, 3, 2, 1, може. Ти си. Добро, може, идеме. Друга? Ајде. Sweet Child of Mine. Така е, одиме понатаму. Smoke on the Water, добро, понатаму. Another one bites the dust. Добро, погодено. Понатаму. Under the Bridge. Добро, понатаму. Кажете режија кој ќе биде? Хола да лав, погодено. Понатаму, брзо уште една. Не можем да се 5 секунди. не знам. 4, 3, ајде. Знаеш ли? Готово. Роксен. Беше. Значи, стига. Ружица има, ако добро бројам, 1, 2, 3, 4, 5, 6 па не можам само танк. Барем три акорда да се сменя. Треба да поминеш 6 треба да поминеш. Значи, ајде вака да видиме. Сега 60 секунди за Ивица, за 5, 4, 3, 2, 1. Одиме. Ovo je sil. Ne znam. Majša, Rona, kako se викаше. Одиме. Ајде, тере. Нирвана.
like teen spirit, ајде идеме. Рашири крила, Реја. Имаме слично. Не ферова. Не знам. Не знам. Не знам кој е. Не знам. Реја слава ги памтам. ACDC, која беше? Се мињава малку. Ќе ти помине, ајде, пројде, ајде. Се брижиме, 5 секунди. Готово! Бон Джови! Ај број ги гласови. Ма што да бројам, победи. 6-4 заслужено. Ете ги добро, ги знаеме песните. Ружица, како сте поделени, да се подсетиме? Ти ги пишуваш текстовите? Да. Така, а музиката како ја правите? Заедно? Музиката ја правиме практично заедно. Мислам, идејата на негова идеја се формира мелодиска линија истовремено со текст. Ајде да се малце да спомнеме некои од песни и да ми кажете како се направени, пример некој од нив. Пример, фреквенција на љубовта како е направена? Како одеше процесот? Прво беше музика, па текст или не? Прво музика со некој си така оскуден аранжман Ивица ми даде. И јас секогаш така се трудам да на она што тој го освирал и го направил како аранжман, значи да добијам некоја емоција и некоја инспирација од тоа негово парче што ми го дал. Ако се сетиш, со фреквенција, како тргна? Имаше прва фраза некоја? Од првата строфа тргна. Така? Не, обично, јас сакам да добијам некоја визија во кој правец ќе се движам со пеењето. Значи, не почнувам одма со пишување на текст. И си правам со на мелодиска линија и се потоа потоа размислам во кој правец да ми биде текстот, значи нешто и да кажам ја, да има некоја длабочина текстот и последно е она вклопување на зборчињата, значи во мелодиската линија, што не значи дека ќе остане така, на крај може и да се промени. Како решуваш да биде во на се? Знаеш зашо да не така? Во нас е? Да, ама да го повторуваш тоа. Знаеш, пошто тука бираш ти како текстописец, дали да ќе го повторам или да додавам други некои зборови, примерно нешто. Искрено да ти кажам, не сум ни свесна како тоа сум го одбрала. Нели? Во на се и го повторуваш. Значи во на се музиката, значи нешто од несвесното произлегува, дали ме разбираш. Тоа е баш. Одлично, мислам супер. А е некоја онака специфична вака што ви останало во сеќавање од било која причина, песна што сте ја сработиле во процесот на правење што имало нешто интересно или пример да сте ја направиле мега брзо? Сите мои слики е најмега брзо направено. Нај? Значи не правилно настана онака на акустична гитара дека гледаме телевизија. Шубо. Значи ја почнав да свирам нешто, ово не ружи се однос почна нешто со текст, одма и тргна. Значи многу лесно настана. После нормално аранжманот. Ти да не гледаш урамени слики нешто. Не, тогаш многу читав некоја литература така духовна и за сликите во главата кои ни се формираат вака така и во тој правец, значи беше песната за сите оние слики кои што ги сите оние мисли кои што ги доживуваме во вид на слики во нас. Тоа не се фотографии. Да. И види да ти кажам една работа, до сега барем така било, сите песни кои што сме ги направиле многу брзо станале хитови. Како го објасниш? Не знам. А оние песни кои што сме се мачеле, значи сме правеле 300 варијанти, од ниедна не сме биле задоволни, потешко се пробивале. Значи кога лепи нештото. Да. Кој е дадено од некаде, нели? Така треба да ги пуштиме работите. Кога оди. Да, не му го мислим многу. Да. Ако ти кажува срцето, терај. Варијанта е најдобра. Нели? После во основа и сите гитари што ги имам снимено, нарочито сола се првите. После снимам, пак се враќам на првата. А секогаш е така. Интересно, знаеш, кога ќе ја објавиш веќе, и готово, знаеш, во колективната меморија е таа верзија. Ти да сакаш друго соло, малку да смениш, нема, тоа ќе ти го бара, знаеш, пример. Да, и во колективната, и во мојата, да речеме, меморија, тој која ќе ми го отвори првото соло, и после ако сака да го смени, јас се бунам. Значи не е тоа, врати се на ова прво. Така. А сите мои слики интересна работа си доживува втор живот.
веќе, надвор од Ареа, преку дајте музика, интересна работа. И сега како во старино време, деца пак сега млади ја знаат, ја сакаат. Ја сакаат, да, мали деца од мои колеги, например, мали дечиња, доаѓаат на работа и ми ја пеат песнава и сега ги прашам, а вие од кај ја знаете песнава? Дајте музика. Супер. Одлично, баш убаво, стварно баш убаво. Кај, пример, колку често настапувате и тоа може да ве следат нели на Инстаграм, Фејсбук и лесно да видат каде може да ве видат. Не сте баш ретко настапувате, сега не дека. Да. Има некој неодамнешен настап што ви останало онака баш позитивно осеќавање? Минатата сабота во Гостивар настапивме во Мат дома, кафе. Значи, да, дома и за чудо, за дивно чудо, значи ние сме изненадени и многу задоволни затоа што беше многу убаво. Беше убаво, да, беше преполно и сите ги пеа нашите песни, ние немавме поима дека гостиварчани ги знаат нашите песни, значи преубаво чувството е дома да те прифатат. Да. После толку време. Така е. Па вајда се заслужиле после толку време. Ќе чуеме уште нешто од вас за крај. Јас само да ви се заблагодарам, да ви посакам уште многу хитови, нови албуми, да си се гледаме пак, иако не ти се иде да дојдеш пак. Мада што вака ќе не помислат, сепак вие сте дошле по едно 4-5 пати сте биле. А дали памтиш ти едно од првите интервјуа ти беше со нас, ти дојде во Гостивар пред можеби 20 Ама тоа беше за ексклузив, сигурно беше. И тоа беше за ексклузив. Да, ова емисија уште не постоеше, точно, да. Ето, кој знаеш? Да, одамна. 16 минимум. Повише? Може илјадите можда беше, не знам кога почуваше. Да не кажуваме колку сме стари. Ајде се, пред 10 години максимум. А да, така е, тоа ако успееме да го најдеме. Беше на проба, на проба бевме и многу беше убаво. Така беше. Многу беше убаво. После и на ручек нешто бевме. Така бевме, да. Пијано, така беше. Гледаш ли? Многу беше убаво, стварно ќе дојдам и следниот пат. Да дојдеш. Фала ви многу, уште еднаш, значи, да ги видиме Ружица Ивица од Ареа со нешто друго. Ги чувме со Јави или сон од новиот албум Љубов. А сега нешто друго. Čekoram, koja li je zvezda ta, kade sum zapišana, kade odam od, kade li dojam jas. Posaka da znam kako da ti se približam, posaka da znam da li ti me sonnuvaš, posaka da znam da li je istina ova što go čuvstvujem, da li su ljubava ili se izmislujem, nešto nedostasujem. Pocelava moja prikazna, ti me nedostasuvaš, što misli venigi da spak čuvaš. Koja li je sila ta, namislata, kakva li je smislata, na mudrosta, da li sme sami il neko i ne čuva nas. Posaka da znam kako da ti se približam, posaka da znam kako da ne te povredam, posaka da znam da li je istina ova što go čuvstvujem, da li sum sebična koga mi nedostasuvaš, nešto nedostasuva. Pocelava moja prikazna, ti me
nedostasуваš, što misli da mi gi razparčuvaš. Au, 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 što misli da mi gi razparčuvaš. Крајот сценаријата, еве ни ги готови сме, одат на рециклирање. А, не, ова е за тука, добро, пластика, да. Значи сценаријата ќе одат на друго место. И вие селектирајте го вашиот отпад пред да го фрлите, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика. Оп, влези. Ето така, дојде, ај кликни, јади, ни носат храна за цела екипа. Фала ти, друже, и вие доколку постите, имате кликни, јади, селекција ви има направена на ресторани со постна храна, посетете ги веднаш, значи одете си на кликни, јади и видете што таму има следно дружење во недела, 18:30 часот на Канал 5, се гледаме, а ние да јадеме. Чао! Што ако речам дека не си веќе тој што ме разбира? И што ако речам веќе не си тој што за мене одлучува? Што ако речам љубовта наша некако некогаш? Дали ќе останеш мирен или ќе збеснеш како секогаш? Дали можеш да ме прегрнеш? Дали со љубов ќе ме покриеш? Дали сакаш да ме победиш? Или е време за твоите каприци? Еве веќе доста време, одиме кон својот дом, кон срцето на вистината. Цело време јас и ти во битка, еден против друг сме далеку од суштината. Кој е долу, кој е горе, кој е слепа, кој е буден, кој е моќен, кој е главен, кој е прв, а кој е лузер? Секој цвет од небо даден, звезда, птица, тревка, камен навива за љубовта. Дали можеш да ме прегрнеш? Дали со љубов ќе ме покриеш? Дали сакаш да ме победиш? Или е време за твоите каприци? Кој е долу, кој е горе, кој е слепа, кој е буден, кој е моќен, кој е главен, кој е прв, а кој е лузер? Секој цвет од небо даден, звезда, птица, тревка, камен навива за љубовта. Дали можеш да ме прегрнеш? Дали со љубов ќе ме покриеш? Дали сакаш да